5 години како директор на клиниката за онкологија и радиотерапија, единствена цел ми беше што подобро, поквалитетно заедницата да дојде до својата услуга. Значи, ако во 2012 на годишно ниво испорачувавме некаде околу 250.000 услуги годишно ниво, во 2016 според податоците од мој термин сме испорачале 607.000 услуги. А онкологија е многу динамична категорија, радиотерапија апсолутно. За жал, ние не можевме да очекуваме дека со тек на годините нашиот обем на работа ќе се намали. За жал, никаде во светот тоа не се случи. Баш напротив, полека инциденцата се зголемуваше. Според податоците од мој термин, преваленцата на малигните болести на така наречената С диагноза според МКБ во моментот во Република Македонија изнесува некаде околу 45.000 живи пациенти. Тоа е една огромна бројка со која што ние и колегите од хематологија и колегите од детска онкологија се соочуваме секој ден. Во тие насоки многу беше јасно кои наредни чекори веднаш треба да се направат. Во 2012 имавме се само 9 амбуланти. Немавме некој простор за чекање кој што можеше да ги собере тие пациенти за да може да имаат барем некаков комфорт на седење или на стоење. Така да веднаш се знаеше дека за да се испочитуваат условите на мој термин, односно секој доктор во својот термин да го прими пациентот кој што е веќе закажан, ќе треба и на лекарите да им се овозможи пристап до работното место, односно за секој специјалист требаше да се направи амбуланта. Тој го направивме од 9 амбуланти, направивме 20 амбуланти. Тие работат секој ден, значи нашите лекари на онкологија за жал имаат секој ден амбуланта од понеделник до петок. Навистина многу голем дел од нив херојски се нафатија со предизвикот. Имаме лекари кои што во еден ден во просек имаат и над 50 прегледи, што е навистина многу. Кај да отидете во светот кој ќе кажете дека специјалист онколог во денот имал 50 прегледи, сите викаат само браво. Се освеживме малку со нов кадар, примивме 7 нови специјализанти, дел од нив веќе се на крај на специјализацијата, за жал исто така и дел од стариот кадар не отиде во пензија. Тоа најмногу се почувствува во доменот на патологијата. Таму имаме 3 млади колешки и се уште е тука професор Башевска како најстар дел од екипата. Тие во тек на време исто така цело време го зголемуваат својот опсег на услуги. Сега веќе во тој оддел имаме 20 специјалисти и уште 20 специјализанти. На годишно ниво ти испорачуваат некаде околу 21.000 услуги, што е исто фантастична бројка за патологија. Во рамките на тоа одлучивме и во последниве години да реновираме таа хистопатолошка цела дивизија. Условите во кои што порано работеа хистопатолошката лабораторија беше сосема руинирана. Вработените беа изложени на постојани отровни испарувања, така да не можеше никако нити да се постигне добра работна атмосфера. Тие токсични испарувања им сметаа, мораа нон-стоп и зимно и летно време да отвараат прозори за да не се загушат. Затоа настапивме кон целосно низирано реновирање. Градежните работи се завршени, останува уште да се внесат делот на апаратури и да се обнови софтверот за таму. Исто така во однос на припремата на хемотерапија, одлучивме да го развиеме комплетно новиот концепт на така нареченото волуметриско, гравиметриско спремање, бидејќи имаме кабинет кој што и двата начина може да ги спрема. Меѓутоа, тоа е припрема на хемотерапија во стерилни услови, каде што безбедноста на персоналот е загарантирана во минатото. Овој тип на припрема се работеше во дигестор, меѓутоа тој дигестор не беше во така наречен биосейф кабинет кој што работи на подпритисок и сите штетни испарувања ги вади надвор, туку вработените си го дише. Го инсталиравме кабинетот за централна припрема,
градежните и набавката на хардверот е завршена. Остана уште набавениот софтвер да се спои со тековните софтвери, односно со хоспиталниот информатички систем на онкологија и со мој термин. Тоа се уште не е направено и тоа воопшто не е така лесна работа. На тој начин потполно успеавме да ги задоволиме критериумите кои што ги бараше националната акредитација на јавните здравствени установи. Без тие неколку чекори немавме ни теоретски шанси да пристапиме во тој дел. Јас се надевам дека колегите од онкологија и радиотерапија понатаму ќе продолжат да чекорат успешно со предизвиците кои што доаѓаат во наредните години. За жал, како што кажав, не може да очекуваме бројот на пациенти да се намали. Она што може да го очекуваме само поголем број услуги. Во доменот на радиотерапијата купивме конечно нов КТ симулатор, го заменивме стариот КТ симулатор од 2004 година. Новиот КТ симулатор ни овозможува поинаков тип на планирање, ни овозможува да направиме многу посложени радиотераписки техники. Инсталиравме нов акселератор. Во фаза на завршна изградба се бункерите во Битола и во Штип. Во Битола мислам дека е веќе завршени, ќе почне инсталацијата на акселераторите што се набавени за таму. Уште 2 акселератора ни се на располагање. Министерството за здравство купи акселератор за онкологија и радиотерапија за замена на постојните 2 од 2004. Тоа се акселераторите со серијски број 356, 357. Набавивме еден акселератор преку донација од Австралија и тоа е спремен за монтажа, меѓутоа временски тие би се инсталирале и комисионирале откако ќе заврши комисионирањето во Битола и Штип, и од кога Битола и Штип ќе ги превземат пациентите од регионот за соодветни зрачни третмани таму. Нормално не ќе може сите зрачни третмани да ги изведуваат во Битола и Штип, посложените мора да се изведуваат во Скопје па натаму. Набавени акселератор за 8 септември, тоа е воедно и најмодерниот од сите овие акселератори. Фазата на изградбата на бункерот мислам дека таму не е завршена, така да тој не е ни почна да се инсталира. Со ова темпо на работа очекувам дека во наредните 2 до 3 години комплетно ќе заврши оваа фаза на замена на старата и целосно нова радиотераписка опрема. Исто така завршивме еден успешен проект со Агенцијата за атомска енергија, Меѓународната агенција за атомска енергија од Виена. Добивме донација Комбим ЦТ која што инсталирано и е во работа. Ја продолжуваме таа традиција на добра соработка со агенцијата. Веќе ги подпишавме проектите за модернизација на еден акселераторите на неговиот многу лисен колиматор. Исто така веќе ни е и одобрено декомисионирањето на старата кобалт машини и ослободување на тој бункер. Така да во наредниве години мислам дека уште само со малце посериозно кадровско освежување дека ќе бидеме спремни да се справиме со предизвиците на нашата заедница во однос на малегните болести.